Да влезе Македонија во ЕУ е добро затоа што тоа е последниот дел од еден процес во прилагодување на државата, на системот кај нас во функционален систем кој донесува подобар живот на граѓаните. Младината кире слободно и на работа и на секи, престои се. Сега вака не. Со влегувањето ќе има успех. Имајќи во предвид дека сепак се работи за една голема интеграција на институција која се ставена од многу држави, што значи има широко отворен пазар, што значи Македонија би имала пристап до еден голем пазар од економски аспект. Втора страна, мора да се земе предвид дека сепак владењето на правото и суштината околу владењето на правото кој што е проблем кај нас, а сепак таму во Европската унија е на повисоко ниво, ќе биде добар показател од кој што нашите сегашни институции, правници, суди, сите оние што се занимаваат со круцијалните и клучните суштини околу државата во раководење и управување, дека треба да учат и имат од кого да учат и ќе имат со кого да се споредуваат. Што мислите дека конкретно ќе биде подобро кога ќе влеземе во Европската унија? По-конкретно, имаме, ево, по влегувањето во НАТО, сега имаме огромна безбедност, имаме име, до сега немавме име, нашата држава има име. Тоа е што е најбитната работа за влез во Европската унија. Значи прво се тргнува од поединецот, па се продолжува на заедница, дека кај нас се уште сме навикнати на колективни права од кои што ги влечеме своите персонални или лични права. И тој процес ќе биде долг и пред се ќе биде врзан за нашиот ментален, нашиот етички и ментален кодекс. Тоа треба народот заедно во корелација со власта да одредат по кој пат ќе тргнеме, дали проевропски ориентирани, ќе ја прифанеме таа западна демократија. Најверојатно и на самите граѓани, па и на политичарите, и тие се дел од граѓаните, во овие моменти им е тешко. Меѓутоа, со оглед ситуацијата до кој степен моментално што е дојдено, значи треба крајно е наше, ние у Македонија да одредеме каде ќе тргнеме. Оти ни дават последна шанса. Да се влезе во еден систем кој дава продукти, кој продуцира стабилност, кој продуцира економска перспектива и што е најважно перспектива за помладите граѓани. Известност и правен систем во кој што граѓаните однапред ќе знаат дека правилата се поставени и што е најважно тие важат за сите. Биде подобро ако влезе. Нормално, носеше некои бенефиции, да речеме одредени линии, кредитни линии, други може бенефиции да има. Во економијата тоа значи дека правилата од слободниот пазар се важат подеднакво за сите или горе-доле за сите субјекти, наместо овој денешен волонтаризам каде што ние знаеме најчесто да го објасниме со на нашето снајди се, нешто што важи и за нас како поединци, но и за економските субјекти. Значи во една економска состојба каде што од секогаш сме размислувале дека слободниот free market, слободниот пазар значи еднакви услови за сите негови учесници. Има донации доста од Европска унија за млади да не се селуваат. Добро е, ќе се отворат границите, значи каде сакаш ќе работиш, ќе си дојдеш дома. Патот ти е отворен. Боле би било, да. Подобро ќе се најде и работа. Во секој случај да. Треба да одиме на придобивки. Придобивки само економски. Мои стандарди се големи, нема млади да си бегат за поработа таму, ќе имаме толку и слово за работување. Па многу ќе биде поарно него сега. Барем ако не друго ќе има работа и повеќе пари. Живот, стандард, тоа е највише сакам. Плата да има голема, тоа правдина да има, тоа е најважно. Али треба Македонија да улази у Европа, да не бегат младите и сите таму се. Па мислам дека нешто ќе се подобри. Ќе останат тука некои. Ќе има повеќе пари, ќе има работа. Треба ние да го смениме менталитетот малце и односот кон работите. Ние сме сложен народ и треба да бидеме во Европската унија.